Добар ден сите што следат нашиот канал. Како што ветивме, повторно сме овде со Никола Давидков, модератор од групата Криптовалути Македонија. Ќе поразговараме на некои теми кои што моментално првенствено се одбрани од вас како заедница. За оние кои што не знаат, значи ќе пробаме да го правиме ова како организирана на некој начин организиран подкаст помеѓу нас како канал на YouTube, Криптогемиџија и Криптовалути Македонија, која што како таква ќе имаме една соработка каде представник од нивната група, како и јас, ќе разговараме за теми за кои што вие би сакале да знаете нешто повеќе. Сега јас не знам дали сте запознати, но идејата е дека секогаш пред да снимаме подкаст, ќе оставаме соодветен пол на кој што ќе може вие да додавате ваши опции за нешто што вас ви интересира за да се разговара на ваквите подкасти. Со тоа што јас оставив два предлога, а тоа е да поразговараме околу новата EU регулатива со која што се обидуваат да го на некој начин ограничат пазарот за 10.000 евра максимална можна инвестиција во криптопазарот, како и до 1.000 евра или се над 1.000 евра да биде со соодветни рестрикции, односно да имаме нов порестриктивен KYC, односно Know Your Customer, каде што ќе треба да се додаваат дополнителни легитимации и слично. Потоа исто така ставив тема дали сме го постигнале фамозното биткоин дно, затоа што знаеме дека тоа е главниот момент во овој циклус. И добивме уште 3 прашања од заедницата, каде што првата е што се случува со одредена мрежа, значи ево сега ќе го сумирам, што се случува со одредена мрежа кога истата ќе престане да постои и токените на неа, без разлика дали станува збор за матичниот токен, како што е на пример на BEP20 BNB, односно тоа е самиот governance токен на Binance, и дали на пример откако ќе пропадне истата, што се случува и со оние кои што се wrap токени, како на пример кога би пренеле AVAX wrap на BEP20, каде што фактички вие го имате на мрежата на Binance. Значи ќе поразговараме околу тоа, ќе ви дадеме некои основни познавања кои што нас ни се, иако не сме професионалци во програмерскиот дел, мораме да го напоменеме тоа. Потоа еве овдека имаме едно многу интересно прашање, а тоа е кое би било практични најцрното сценарио, односно дали би паднал на пример биткоин до 4-5 илјади, да не успее да го постигне претходниот all-time high во следниот bull market. Значи, како што гледам, тоа е уствари идејата на Александар Нанов. И последното е до кога ќе верувате во крипто. Ова ми е омилено прашање, али тоа ќе го оставиме како крај, да се треша. Така да поздрав од мене до сите. Повели Никола. Така да, полека можеме интересни прашања, ќе додадеме наши согледувања, наша перспектива. Ќе поразговараме малце околу конкретнава ситуација, нели имаме нов страф на пазарот сега околу цел притисок околу Binance што се случува и големите провлекувања, така да има што да се муабети. Останете на каналот на Криптогемиџија. Добро, значи за почеток да почнеме со самото прашање, значи она што прво го ставив, ова е чисто на кратко затоа што и ова е само уште еден резултат на ситуацијата со FTX, знаете и сами, оние кои што не се запознати, во средината ноември се случи ситуација во која што FTX сите оние средства кои што биле давани од луѓето кои што инвестираат, биле буквално funneled, како што се вели по англиски, односно биле пратени на Алмеида на незаконит начин, да истата работи со туги средства, што уствари значи дека правеле ембезелмент на средства, односно користеле средства кои што не се нивни, со цел да тргуваат со леверидж и истите не само што ги користеле, туку и ги изгубиле. На тој начин дојдовме до целосна капитулација и бенкран на FTX, што моментално носи нов страф на пазарот, кој што можеби многу од луѓето спекулираат дека можеби е навистина и нарочно направен, со цел да се дојде повторно до ситуација во која што ќе може да се воведе многу по-тешка регулатива, како што во случајов еве и ова на пример, каде што ова буквално произлегува од самиот пат на FTX, каде што сега моментално Европската унија прво го направи Мика, кој што требаше сам по себе да биде, значи знаете и сами, Мика требаше да биде фактички соодветна регулатива на Европската заедница во која што точно ќе се знае каков тип на коини и токени постојат и кој спаѓа во кој тип на регулатива, со тоа што со ваквата регулатива EU дава дозвола на било кој менувачница да речеме или било каков тип на субјект во криптосекторот, дали е тоа проект или менувачница, со негово легализирање во една од 28 држави да биде легален на целата територија. За веднаш после тоа да дојдеме до ситуација во која што се обидува ова да го скрати на некој начин, да го ограничи, со тоа што на секојдневните фирми, да речем, физички и правни лица, им забранува да имаат инвестиции поголеми од 10.000 евра, или пак ќе се бара многу по-рестриктивен KYC за инвестиции над 1000 евра.
Така да мене кој прашувате, ова е само уште еден обид да се на некој начин банира криптоиндустријата, што досега не успеало. И од друга страна интересно е тоа што кога читав за овој дел, значи точно се кажува дека овие рестрикции пак ќе важат за менувачници кои што се базирани во Европа. Такви скоро и да немаме. Така да мене кој прашувате, не може да го направиш ова на Binance кога вие буквално купувате од, да речем, Македонија во Binance кој што нема свое седиште. Јас мислам дека ова нема да има успех како и досега. Така, дефинитивно. Сега тука имаме, јас сакав да додадам нешто околу овие ДВ, тоест односно CBDC или по македонски валути на државните банки, односно дигитални валути на државните банки. Значи си носат своји предности и слабости. Тука е тоа што го спомна со Мика, со ISO 2022 стандардот. Сето тоа, значи, подлежи на некаква регулација. Сега јас регулација зборот избегавам да го кажам, пошто самата поента на биткоинот и на криптовалутите е да бидат дерегулирани, односно децентрализирани. И пред се би го кажал тоа како еден вид на финансиска рамка или монетарна рамка, што би требало да им даде некаква олеснителна околност или подобро кажано корисност на веќе постоечките юзерите што допрва ќе доаѓаат, односно корисниците. Така да јас тука би кажал дека си носи своја предност тоа, бидејќи пример ќе го донесат што викаш криптото, ќе ви го донесат дома на врата, у пошта, по мејл, небитно, значи сакаат да го приближат што е можно повеќе до вас, да нема, нели, да имаме кешлес society и тоа е окей, но слабоста е во тоа што они сакаат комплетно да има контрола врз населението, врз популацијата. И сега тоа може да се земе како пример, нели, social кредитот во Кина, што и не е толку лошо, но они целат кон тоа да го регулираат на таков начин со тоа што би имале масовна контрола. Не сакам тука да ширам као заговорни теории, значи државите, односно централните банки и владите секогаш ќе бидат против тежа на криптовалутите и ќе им смета тоа што се децентрализирани, но мораме да бидеме реални да кажеме дека си има своји предности. Слабоста е тоа дека сакаат да направат масовна контрола, но реално да правиме муабет, мислам дека тоа и не е клучната цел, значи да не се лажеме, не ги боли уво за нас, тоа што викаат дека сакаат да влезат кај секој еден поединец од нас и да не пратат, да не слушаат едно друго. Значи кога активираш телефон, ти сам одлучуваш што сака да прави тој телефон, дали ќе се согласиш или не. Значи се е до самиот корисник. Јас би кажал сепак да не се шират такви заговорни теории, да ставиме крај на тој муавет, значи ги боли уво за нас, буквално, нив ги интересира да ја одржат јачината на доларот колку што е можно повеќе и да не направат што е можно потешки потрошачи. Толку. Значи, пак ќе кажам, не се замараат со нас. Се што ги интересира е тоа да го преживеат доларот, да го одржат што е можно појак во сооднос со криптото и со сите други валути. И впрочеме може да погледнат сликава, не за џабе е тоа така и не за џабе направи видео каде што ги објасни воените конфликти во светот, значи се е тоа поврзано, мораме да ги земеме у предвид сите тие работи, бидејќи кога има војна во светот секогаш јача доларот, а војните се знае зашто се прават, за да се оплјачка народот. Значи тие демократи или колонијалисти што плјачкаат по светот, не третираат тука и нас како колонија, комотно можам да кажам и во 2022 година. И конкретно сите експерименти прво тука се спроведувале, па после се носат во странство. Ќе се навратам пак на ова, ќе сакам да го споделам скринот да покажам зашо е така и во монетарниот дел. Така да тоа сакав да го кажам, го пропушти во овие некои поенти во прошлите подкасти, па ми се сметав дека треба да се напомене, да се даде една поента. Не, па генерално кога разговараме вака, ако земеме на глобално ниво, има многу да се разговара, значи ќе ни бидат малку 3 дена да разговараме за тоа.
Но она што сакам само да го додам конкретно за ова прашање. Значи она што каже е се на место, со тоа што само би значи за една работа би не се согласувал со тебе, а тоа е знаеш кој е Сноуден, така? Значи Сноуден е човек кој што морал да избега во Русија и да добие азил поради тоа што разоткрива како НСА и останатите агенции во Мурика, значи демократската Мурика, буквално ги користат вашите уреди за во секое време да ве следат. Тоа не значи дека го прават секој ден, да не се лажеме. Тоа што кажеш сасем направо, ние сме никој ништо. Но доколку би станувало збор за отредени според нив критични поединци, значи они има многу начини на кои што можат буквално да ве следат во чекор. Да, поентата е дека има технологијата, но оно што сака да каже Никола е дека едноставно нема логика да го прават тоа за сите, кога 99,9% од нас сме небитни во големата слика, за жал. Значи тоа е така, поради тоа што се тоа што се случува никако не е поврзано од нас и многу е мал процентот дека нешто можеме да смениме на глобален план. Во однос на тоа што сакам да го напоменам, во овој дел, значи ја пред тоа го имам спомнато во едно видеото, но сакам да го спомнам и овде. Јас мислам дека ова е прв од неколку чекори во кои што Европската унија ќе се обиде да го воведе ова, а тоа се нарекува accredited investors. Accredited investors во Америка се одредени лица кои што има многу повисок приход од останатите нас нормално. Само да ви кажам за каков тип на лица станува збор. Значи мора да имате барем $200,000 на годишно ниво приход после да ноќење или 300,000 доколку сте да речем во брак, доколку сте компанија треба да имате над 1 милион. Сега, не извинете, над 5 милиона за компанија и 1 милион ако имате ваши приходи. Не приходи, туку ако имате, да речем, соодветни средства од банка, над 1 милион, вие се рачунате дека сте accredited investors. Односно, што уствари тоа да значи? Комисијата за хартија од вредност, поточно, значи во Америка, односно СЕК, е таа која што го бутка ова accredited investors во секоја сфера. Односно, што уствари тоа значи? Доколку вие ги поседувате овие пари или овој приход, значи дека вие сте многу поинформирани од останатите смртници и поради тоа нема потреба Комисијата за хартија од вредност или останатите органи на Америка да ве заштитат. Додека за останатите обични смртници како јас, Никола, нели што не правиме $200,000 годишно, за нив постои начин на кој што не заштитуваат со тоа што не ни дозволуваат да инвестираме каде сакаме. Сега ова е многу поврзано тоа што моментално го гледаме овде. Зошто? Јас верувам дека ова буквално ќе се обидат да го спротнат така. Поради ваша заштита, ние не ви дозволуваме да инвестирате повеќе од €10,000 во случај да не направите премногу профит. Нели они ќе кажат, ама гледате, луѓе инвестираат во Тера Луна па пропадна, па во Целзиус па пропадна. Да, тоа е во ред. Така за жалост функционира, значи целиот свет. А колку банки има пропаднато? А колку компании има пропаднато? Зошто нема таков тип на рестрикции, да речем, во нашите законодавства за ова? Туку има исклучиво за крипто, каде што accredited investors моментално, доколку станува збор за ICO, односно Initial Coin Offering, им е дозволено да учествуваат. Например, такви големи проекти како ADA и останатите, им било дозволено само на accredited investors да учествуваат, со тоа што кога коинот веќе ќе испадне на берза, он е веќе неколку пати со поголема цена. Значи на овие accredited investors се дозволува да инвестираат во коини кога истите имаат, не знам, неколку центи, дури и неколку пени вредност. Додека обратно на тоа, кога ќе испадне на берзата, истиот вреди $1, $2, што значи дека овие accredited investors ќе ги продадат своите токени на нас, кои што само што влегуваме. Така да јас верувам дека ова е многу поврзано со тоа што моментално Европската унија се обидува да го направи, односно се обидува да ги стави овие рамки и верувам дека многу ќе биде тоа, верувајте ми, ќе се случи. И кај нас како нели држава, затоа што ние се копираме од Европа, верувам дека наскоро кога дојде тој муавет, ние го правиме ова за да ве заштитиме вас. Значи, ако инвестирате, може да изгубите, пошто вие не знаете во што инвестирате, немате соодветно искуство. Ете, верувам дека така ќе се обиде да го спротна тоа. Се слагам потполно, значи тоа се нивните тактики што ги користат, тоа како што реков не е прв пат, значи ние сме експеримент на светско ниво, кај нас тука мислам ќе се сложиш со мене пред да се случи ова со Украина и све со коронава, значи прво кај нас тестираа некои работи, конкретно и во 2016-та со нели обоенава револуција, па после се случи истото и у Америка. Така да мислам дека истото. Истата таа револуција се случи во скоро 50% од републиките во Јужна Америка. Така. И после тоа следи промена на власт, се ставаат некои шпиунчиња што ги тестираат горе во амбасадата на Америка и нормално
прво одат таму, па после донесуваат одлуки, ама нели сега тоа е политика, ајде да не врбуваме таму. Проблемот е што тоа не е многу различно од тоа што моментално се случува во криптосферата. Нема Не да е има ни голема политика тоа, политиканство, класично ти е Баш тоа. така, баш така. И мислам дека луѓето веќе го можат да го согледаат сами тоа и без да им го кажеме, пошто се случува постојано, ќе кажам. Еве тука баш сакам и да го споделам ако ми дозволиш. Да, слободно. Конкретно мислам дека се гледа, така? Да, се гледа. Ева го, значи за One ID. Значи конкретно овде кај нас KIPS, односно корпорацијава што е нели како беше кратенката, не ми текнува, тука членуваат 5-6 најаки банки у Македонија и сега што прават? Со ова сакаат да го дигитализираат денарот и да направат монопол на економијата, односно на монетарната економија во целост. Значи сакаат да направат cashless society, но со една ID идентификација, еве може да видите тука, каде што комплетно ќе не пратат. Ова е тоа што е страшно. Значи ова е тоа што е страшно за CBDC-то. Кај нас веќе се тестира, значи веќе може да го користите ова и што е лошото тука, значи уште еден момент, ако го имплементираат во целост, после тоа дали си приватно или државно лице, небитно ти нема да можеш токен да креираш. Ќе бидат единствените што ќе можат да го прават тоа. И тука да се навратам за прошлиот подкаст кај криптосигурност делот кај што нели скринот ни укочи, се извинувам за тој дел околу техничкиве проблеми, се случува, значи ќе се трудиме максимално да се поправаме. Еве таа страна беше have I been found, односно за проверката за пасворди и за мејлови. Значи тука само ако можеш да трнеш малиот скрин кај што се гледам јас трнио пошто е на страна, ако можеш трнио столот. Така. Значи еве страната. Пасворд и овдека е за да ги провериш пасвордите и на home ти е за мејл. Тоа е тоа, сакав ова само да им ја покажам страната за да видат конкретно. А еве го тоа за One ID-то, нека си ја проверат страната комотно, значи еве го KIPS Trust е тука. Значи што е исто поентава тука што сам да поентирам. Значи како кај нас што приватните банки, фактички централната банка не ги контролира приватните банки, туку е баш напротив обратно. Тоа е еден вид на корпорација што е контролирана од приватни лица, како кај нас што е случај со KIPS-от, оние имаат масовната контрола, они го определуваат гувернерот, така и во МУРИ, како што кажа, ФЕД. Значи ФЕД е во комплетна приватна собственост, тоа не е државна фирма или во државна собственост. Тоа приватњаци имаат основано. Можат да проверат онлайн, тие податоци се достапни јавно, значи. Како кај нас што е случај, така и насекаде во светот. Нема мислите дека централните банки се во државна собственост. Не се. Тоа е еден вид на корпорација. Значи, тоа е тоа. Како да кажам другаче, мора овие информации да ги пратат и да бидат комплетно со отворени очи секој ден. Бидејќи еве се случува моментално нешто што имаме огромен притисок сега и страв каде што пак ги манипулираат луѓето да продаваат за да си отворат позиции. Неколку пати сме го кажале тоа. Точно. Ако може само да се дополнам много. Значи да сумирам тоа што сака да го кажам, Никола. Извини, ако да не сакаш да докажеш нешто. Не, слободно. Да не видам Васко Ефтов, ме разбираш. Не. Значи, вака сега. Прва и најбитна работа. Тоа нема да биде еден сет, туку ќе биде комплет по превод. Имате CBDC, каде што вас ви го регулираат целосно вашиот новченик. Вие немате ваша приватност, затоа што CBDC представува приватен леџер кој што е директно поседуван од еден ентитет. Дали тоа ќе биде централна банка, некој друг државен орган, не менја ништо. Значи, проблемот е што вие фактички, кога имате кеш при рака, вие имате моќ да располагате со тој кеш како сакате. Иако истиот го јаде инфлација, сепак имате ограничена моќ да реагирате со него, да правите што сакате. Проблемот е кога нема да има кеш, значи дека вие сте под постојана контрола со вашиот капитал на еден субјект, а тоа ќе биде владата во случајот. Значи без разлика кој е органот, владата одлучува за тоа. Двата други, значи затоа и реков јас ќе направам соодветно видео каде што се тоа ќе ви го образложам. Вториот сегмент е тоа што вие ќе мора секое време да ја носите вашата
идентификациона картичка со вас, а тоа ќе биде вашиот мобилен, можам да ви кажам веднаш. Што значи дека со тоа што вие имате картичка со вас во превод вашиот мобилен, вие сте постојано лоциран преку GPS и немате избор околу тоа. Они тоа ќе ви го, како да кажам, ќе пробаат да ви го подмачкаат од типот, па ќе имате потреба од никакви клучеви, па ќе може со истото тоа да си отварате кола, стан, да купувате во банка, одиш само покажуваш телефон и тоа е тоа. Да, но во исто време доаѓа третиот и најстрашен сегмент, тоа е social scoring, кој што моментално се прави во Кина. Значи, ако сте гледале Black Mirror, во Black Mirror има точно една епизода само за тоа, social scoring, ќе најдете многу едноставно и сега нели да не досегам со тоа. Значи, каде што вие фактички имате, да речеме од 1 до 10, соодветна оцена за тоа колку сте вие добар за ова општество. Каде што некој во влада одлучува колку сте вие добар за ова општество. Затоа што мене ако ми го погледнат зидот, значи јас би имал 0 од тие од 1 до 10, така? И поради оваа причина, значи имајте во предвид дека со тоа каков ќе биде вашиот social score и како вие ќе прекршувате во однос со тоа што они одлучуваат што е прекршок, а што не е, се враќаме на овој момент. Значи овие рестрикции ќе бидат многу поголеми. Значи многу едноставно со едно копче јас ќе можам вас да ме поништам. Едноставно ви ставам блокада на новчаникот, на вашата ID. Ми ќе може да влезете негде, нема да може да купите автобуска карта, а да не правиме муваме дека нема да отидеш у продавница и нема да можеш да си купиш леп. Само затоа што си ставил на пример лош статус на Facebook. Ете таму оди сето ова и кога ние го кажуваме ова, верувајте ми, го кажуваме поради тоа што моментално се случува. Само што они нормално нема да ви го кажат тоа на вестите, ако чекате вие ова да го видите на Канал 5, тогаш ќе го видите кога ќе биде прекасно. Ја утнале програма. Розово што ќе си викате леле шума од технологијава, па ќе бидам згрижен, па ќе бидам сигурен, па ништо нема да се случи. Нели, само да продолжиме така и да им го дадеме тоа. Крипто е единствениот начин во кој што може да се заштитиме со тоа што ова е мрежа која што не е поседувана од централен ентитет, тоа што Никола кажа, и поседување на ваков тип на капитал нема да може државата едноставно да ви го одземе. Значи нема како, се уште не може да најдат начин како да го одземат, затоа одат на втората варијанта. Ако не можеш да го одземеш, контролирај го. Како ќе го контролира? Предизвикај страф, кога сите ќе почнат да продаваат и што се случува? Кога сите ќе продаваат, купи го. Кога ќе го поседуваш масовниот дел од Ethereum, многу едноставно, ќе го продаваш по твоја цена, така? Така е, скроз се слагам. Значи ова е глобалната шема, но нели за ова ќе направиме соодветно видео кај што ќе ви го покажеме ова со докази, да не биде само на разговор. Ако не ти е проблем да се пребациме на следната тема? Слободно. Значи видете луѓе, вака сега, малку е проблемот дали се наоѓаме на дното или не е многу комплексен. Значи како што кажав и ја, на голема шема не може да очекувате дека едноставно ќе кажеме ова е дното и тоа е крај. Значи никогаш не може да знаете со оглед на фактот дека испаѓаат ваков тип на непланирани ситуации. Затоа економијата е жива наука и бара постојана техничка и фундаментална анализа за да можеме да знаеме каде се наоѓаме. Технички за оние кои што сакаат да знаат, моментално сме се уште во овој нагорен тренд во кој што гледате не успеавме да го пробиеме, се уште не се наоѓаме во самиот канал кој што го формиравме уште од 22 ноември, е само краток тип на техничка анализа, чисто да им кажам што гледам моментално. И од почетокот, значи од апсолутното локално дно кое што го постигнавме 15.500 отприлика, од крајот кој што го достигнавме пред неколку дена од 18.300, моментално сме надоле до 61.8 или golden ratio на Фибоначи секвенцата. Така да ова е солиден момент за да запре корекцијата и да се стабилизира цената. Но да не забораваме уште еднаш, ова е само пола од приказната, другата половина е ова. Значи моментално се наоѓаме во ситуација во која што сме пред потенцијален, иако тоа не може никој да го потврди затоа што сите веруваат во FTX, но се случи обратното. Моментално имаме ситуација во која што се случува, значи практично напад на Binance се случува, во кој што имате, извини, притисок викам, огромен. Притисок, да. Значи пак на некој начин е класичен ран на Binance затоа што имате од една страна оние што успеа да го заебат FTX како Кевин Олири, пред Сенатот во Америка кажува дека CZ треба да биде уапсен, дека Binance го направил тоа, дека Binance го уништил FTX, како може да обвинувате, значи тоа е како ве фатиле како ограбувате банка, а вие го обвинувате комшијата, пошто комшијата сте му должеле на комшијата. Значи буквално така е во проста, да речам, конотација. Ја му должам на комшијата и дојдов да ограбувам банката за да можам на комшијава да му вратам. И сега комшијата е крив, ме разбираш? Смешки. И сега наједнаш он не е крив, он не знае што се случува, најодно Binance го направил тоа.
проблемот е што во исто време сега ова е на некој начин координиран напад. Зошто го велам тоа? Да. Не може во исто време да имаш политичари што ти се спремаат да те на некој начин, нели, да ти пуштат пријава во Америка. Проблемот е што они не можат да го направат тоа поради тоа што CZ и Binance нема никаков тип на седиште во Америка. И затоа они никако не е под нивна регулатива. Они има Binance US која што не е поврзана директно со Binance. Можеби помеѓу себе имаат одредени трансакции, но Binance US не е директно поврзана со CZ и затоа нивниот проблем што не можат да го докачат. А самиот Binance е еден од оние уникатни компании кои што нема седиште. И кажува едноставно, ние сме глобален ентитет, ние немаме потреба од едно седиште, што имаше проблем ако се сеќавате и во летото 2021 година, кога му рекоа мораш да направиш седиште, во спротивно нема да ти дозволиме во Европска унија никаде да тргуваш. И почнаа да ги блокираат оние bank transaction и се на Binance, сега не знам дали се сеќавате. Мислам и тогаш у Малта дека се префрли онако не се. Не. Малта, значи у Малта они биле уште на самиот почеток, но поради некој несогласување со самата Малта е прекинета соработката, не знам точно што и како, не ме интересирало, но сега официјално ја колку што знам Binance нема свое седиште. Сега интересно од целата оваа приказна е овој момент. Кога наједнаш имате ситуација во која што Mazars, значи онаа огромна компанија која што до вчера нудеше значи оние proof of reserve, како беше Merkle 3. Merkle 3 фактички прават они, односно како да се преведе тоа од фактички на сметководство ревизија. Значи прават ревизија преку овој софтвер на Merkle 3 за да докажат дека на пример Binance и останатите, значи Mazars оваа компанија правела за 3 различни компании. KuCoin, Crypto.com, Crypto.com, OKX и Binance. И наеднаш преку ног Mazars не само што ги исклучува. Точно кажа и KuCoin. KuCoin беше, така ли? Добро, Да, тие 3 KuCoin плюс. Значи Mazars не само што го исклучува целиот департмент, ја вчера тоа се балево го видела луѓето во видеото. Значи ако проверите на пример на Mazars тоа што е за крипто, сега ќе ви покажам Mazars. Mazars Veritas. Ова е департментот кој што Mazars го има за правење ваков тип на крипторевизии. Гледајте. Значи кога ќе кликнете овдека, страната не постои. Значи избришале страната, И од друга страна не само што избришале страната, туку се што до сега направиле на овие, нели, како што е на Binance, го поништиле. Тоа е тоа. И едноставно нема никаква изјава, ништо не е дадено зошто е тоа така направено. Само напад према Binance. Да не забораваме, Mazars е позната како светководствена компанија на Трамп. Сега не знам дали ова е директно поврзано, но тоа значи дека има длабоки врски со Америка. И ако Америка одлучи дека Binance не треба да постои, погодете што? Секој што работи со Binance, а е поврзан со Америка, автоматски ќе престане да работи со Binance. Од друга страна, она што го најдов денеска, само уште извини, после тоа отворете, извини, малку нели. CryptoQuant, тоа е исто уште една таква аналитичка компанија која што врши ваков тип на ревизии, значи ова е од 16 вчера. Официјално е направила истата ваква анализа, во која што преку Proof of Reserve вели не е најдено FTX-like behavior, односно не е најдено однесување како во FTX со манипулација на резервите кои што ги поседува Binance, односно со вашите влогови. Повторно, не го бранам Binance, може да биде и комплетно невин, но доколку големите играчи сакаат да ве нема, ќе најдат начин како тоа да го направат. Тоа моментално се случува поради ваквата ситуација. Се случува во последниот, пазете го, 6 билиона, така, имаме outflows во последните неколку недели од Binance поради ваквиот страф. Значи тоа е едноставно бенкран, луѓето се уплашени, сакаат да си ги повлечат средствата и не ги интересира. Така да може и да бидете комплетно невин и повторно да настрадате од целата оваа приказна. Повторно, не знам дали е невин, останува времето да ни покаже, купете си Cold Wallet. Овој. Се слагам скроз, добро е да ги пратат овие вести да видат на дело што се случува. Значи, пак јас ќе кажам, што е проблемот тука, што луѓето не сваќаат дека прават, повторно ќе речам, шпекулативни, односно маркетиншки и психолошки трикови. Значи, ете го покажа тоа со 6 билиони. Што е резултатот на стравов и на нападиве? Луѓето да провлечат пари. Повторно да ги вратат доларите. Значи, тоа е комплетно нивната цел. А во контекст на муабетот, повторно со рейт хајксот, колку ги качија сега? Пола процентен? 0,5? 0,5, значи одма имаме раст на
доларниот индекс, DXY, и се случува пат на криптопазарот. Нормално, значи се ова координирано. Затоа и ги правиме овие видеа, за да ви даваме до знаење да не бидете уплашени. Значи, убаво кажу Антонио, купете си Cold Wallet и тоа е тоа. Ова треба, мислам дека сите што се у криптото да го практицираат, односно да бидат да биде број 1 вести, број 1 поента во криптото. Значи, мора да имате Cold Wallet. Значи, јас пак ќе кажам тука, не сакам да го бранам Binance или да кажувам дека е виновен или невин. Значи, конкретно ЦЗ, според мене, јас ќе кажам, мислам дека директно он не е инволвиран во никакви шейди сделки или матни води, но можам да кажам дека од неговите познаници во неговиот поблизок круг, како на пример братучет му негов и оној Justin Sun што е на Трон, значи тие конкретно каде што Justin Sun сам кажува buy my shitcoin за Трон. Значи сега не сакам да кажам не купувате дека shitcoin е Трон, но он го изјавил тоа, значи можно е во неговиот близок круг луѓето на ЦЗ да прават некакви шейди ствари. Но конкретно ЦЗ не сметам дека направил некој срања, но пак ќе кажам, не ни треба лидер. Ова е конкретно за луѓето свата. Месија не ни треба. Месија, лидер, значи нема да се најде, не ни е потребен ни Петар, ни Свети Петар во криптото, значи тоа е самата мрежа, односно самиот биткоин и сите валути што се децентрализирани. Поентата е да нема лидер. Затоа и Сатоши Накамото е под псевдоним, затоа и мрежата е псевдонимна, затоа и функционира на таков начин како што функционира. Пак ќе кажам, заборавете на лидер, заборавете на се, значи небитно дали ЦЗ е виновен или невин, значи времето ќе покаже, како што кажа Антонио, ние сме тука да си створиме сигурност и да функционираме во една децентрализирана економија како што впрочем и би требало на глобално ниво. Тоа е тоа. Јас тука на кратко само сакам да го споделам уште еднашка скрип. Значи, имаше видео го шернал група, го разгледав, еве го за Binance will fall next, нешто тука текстчево може да го читнат. Океј, значи бил инволвиран во некоја група Exchange Coordination. Значи јас и Антонио можеме да направиме профил, да го крстиме ЦЗ и да влеземе во Exchange Coordination. Значи ова не мора значи дека е точно, но сепак треба да се земе во предвид, но со доза на резерва секако. Ќе видиме, времето ќе покаже. Значи нив е и Дилан Леклер, исто така е, тој е голем противник на Binance, исто и овој Чико Крипто. Значи тоа се тие, еве го Кевин Олери, сите, значи сега они за да се исперат, јас и во групава еве конкретно тука уште еднаш ќе се навратам во Крипто Македонија, шернав кажав дека ќе споделам за ЦЗ некои информации и ево тука може да видите одма, значи шернав као комент чие дете е ЦЗ. Ево го, тука може да го видите, значи со дека е втор донор, го спомнавме тоа после сатанистот Сорос. Значи тоа е нивната цел. Сега нивните лобисти, како Олери, како Дилан, како сите, ќе пробуваат максимално, значи ќе пробуваат да лобираат во интерес да купат време и да го заштитат овој Сем Бенкман-Фрид. Значи се во интерес да потрае ова подолго, да си ги креираат нивните позиции и се тоа, и понатаму ќе продолжат да лобираат сите вакви. Значи не име целта конкретно да го стрпаат за пример у затвор или нешто, они ќе озборат до утре тоа, имаат зацкриени намери. Тоа е целта, да го спуштат што е можно подолу биткоинот. Јас конкретно сметам дека не би требало да отиде испод 10.000, но никогаш не знаеме. Со вакви будали можно се очекува. Значи џабе се технички анализи и секакви ствари, ако они одлучат дека треба да идат нагоре, ќе идат нагоре. Ако одлучат дека треба го дампнат, ќе го дампнат пазарот и тоа е тоа. Затоа ги пратиме овие работи паралелно со
техничката анализа. Значи на краток рок техничка анализа, на долг рок фундаментална анализа. Јас ќе споделам и слика со одредени кратки поенти и објасненија како треба да се прави разликата околу ово. Значи, повторно ќе кажам, овие се платени лобисти. Значи, Олери сам си кажа дека е платен, он постојано ќе го штити FTX. Значи, ако земе предвид дека што го спомна Сноуден и овој дечко што беше на Silk Road, нели? Нив, нели, која беше што продава дрога преку биткоин. Да, што го уапсија во Америка. Да, уапсија, значи, ако за нив после не знам колку години имаме завршеток на таквите кейсови, што можеме да кажеме за FTX? Значи, ова ја не очекувам да трае со месеци, години ќе трае ова. Они ќе пробуваат постојано на долг рок да ги прават овие шейди срања и да го дампаат пазарот. Ама чеј сега те прашувам на работа. Ти мислиш дека човек како тој бушавиот клинец, што донирал повеќе од 2 билиона во Демократската партија на Америка, ќе остане жив за да сведочи? Да не се обеси ко другарчето што им носеше проститутки у Белата куќа, се сеќаваш? Или кај нас новинарот што се удави у кофа вода, ме разбираш? Не се исклучува и тоа сценарио, гледаш, не ми текна на тоа. Пази, типот требаше да сведочи на 14 декември и 13 декември го апсат. А еден месец е на Бахамите, летуе. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Те сваќам конкретно, значи тоа е тие позадински срања што ги прават цело време. Јас затоа кажувам, мора да го гледаме криптото како децентрализирана економија и во сооднос на тоа како, нели, контра тежа од тоа, секогаш ги имаме централизирани срања. Па овие се тие централизирани срања, бидејќи како што кажа, не можат да го контролираат, ќе пробат да акумулираат што е можно повеќе средства и после колку можат со тие средства да контролираат. Но на крајот мислам дека ништо нема да им остане од тоа. Времето ќе покаже. Значи, јас сум поборник на децентрализирана монетарна економија и секогаш ќе бидам, не ме сваќате погрешно. Значи, тука е... Што погрешно, што фали од децентрализирана економија? Нема тука што погрешно да сватат, не разбирам. Не, бидејќи сакам да покажам дека има контратежа на тоа. Значи, секогаш ќе има централизирани фактори. И ова се на дел од тие централизирани фактори, можеме да ги видиме ова колку пати го имаат прогласено, пак ќе речам, биткоинот за умрен. Значи, секогаш во бер маркет ова ќе се случува. Како викаат, кога има крв на пазарот, ти купувај. Јас се уште сметам дека има паметни луѓе што функционираат во ваков момент баш обратно, дека купуваат, а не продаваат. И затоа сме тука. Еве го моментот. 467 пати. Воа не е јас и ти, него воа се официјални фактори од типот на, нели, може да си бирате и по година. Например, од 2022 година може да видите тоа повторно, зборуваме ECB, Европската централна банка, Twitter, добро на Twitter се повеќето, но ако видите овде ќе има многу Bloomberg, така. Значи, сите овие се некои Forbes, например, така. Значи, да бе, понзи шема све тоа, значи дрога се продава со биткоинот, све ова. Значи све е тоа испланирано, ја тоа пробувам да го објаснам. Значи ние мораме да бидеме спремни на секакви срања, а ако се заштитиме, дури се дешаваат тие срања и акумулираме, ние сме на правиот пат. Тоа е тоа. Гледај, значи моментално во последните 9 дена од како се случува сето ова срање, вели има огромен инфлоу, значи огромен, гледајте го инфлоу, ова се различни видови на стейблкоини, ова е според Glassnode, статистика. Да. Значи овие различни бои што ги гледате се уствари USDT, BUSD и DAI. Моментално инфлоу на менувачите имате огромно инфлоу. Така, со тоа што во исто време овие инфлоус директно одат каде? 726 милиона во последните 9 дена се купени во биткоин и извадени од големите играчи, од големите, зборуваме, волети. Така да они нема да ви кажат што прават во позадина, они само ќе ви кажат што моментално е проблемот. Така, значи, нели, гледајте овдека за додека ние во го правиме. Тоа е проблемот. Се слагам, значи еве ова
Ја не сум го видел у една од овие фат вестиве сега ова со Glassnode што го шерна, значи Glassnode се доста докажан фактор од 16 декември од вчера. Така, значи они се докажани, многу пати правеле добри анализи, сум ги запамтил по името, значи затоа сме тука да ви ги споделиме овие информации, да ги имате на рака достапни бесплатно, значи не го правиме ова за никакво кеш, за никакви задни намери, тоа е тоа, сакаме, значи поединецот, а со тој колективот како македонски да биде што поинформиран. Тоа е тоа. Сега, ако може да превземам само околу ова, значи, ако не ти проблем, што нешто да сакаш да докажеш? Не, тоа е тоа, направив некои поенти, ако има, ќе те ова. Мислам дека оваа комбинација е буквално дали сме стигнали на дно и дали веруваме во крипто, може да се стави во едно, сега ќе ви кажам зошто. Оно што постојано се обидуваме да го кажеме, значи, и тоа што ти го спомна е уствари од Рокфелер. Само момент. Да, од Рокфелер изјава. Рокфелер е еден од основните фамилии во Америка кој што до ден денеска важи за оние кои што ги поседуваат банките. Значи ова се, знаете како велат за Рокфелер? Знаете кои се, значи буквално прашањето гласи вака. Знаете кои се Кардашијанс? Да. А знаете кој е Рокфелер? Не. Одлично. Значи супер. Буквално тоа што они го сакаат, да не знаете кои се Ротшилд, Рокфелер, Сорос, ама да знаете кои се Кардашијанс. И немој, значи гледајте да ги знаете кои се Кардашијанс. Пошто ако знаете кои се овие, тогаш ќе знаете кој да го бркате за парите. Само толку. Сега вели вака. Значи, мора да купиш вика кога буквално ќе го преведиме. The way to make money is to buy when blood is running in the streets. Арно има уште еден дел. Even if the blood is your own. Значи така е целосната изрека од него. Да. Вели, кога има вика крв на улиците, вика тогаш се купува. Вика дури и таа крв да е ваша. Во превод и да губите, значи она на пример што го прави моментално председателот на малецка држава, сега заборавам. Да бе, Ел Салвадор. Ел Салвадор. Значи double down my friend. Мораш да го направиш тоа, поради тоа што немаш друг избор. Кога веќе си влегол, барем така ја размислувам. Кога си влегол во ова, веруваш во него, моментот кога почнува да биде ризично, пака не се знае како ќе биде исходот, тогаш е моментот да направиш собствено истражување и информирано да влезеш уште толку за тоа што сега ќе ви кажам зошто точно. Додека вас ви кажуваат дека моментално имаме ситуација во која што криптото нема да успее, не знам, криптото ќе престане. Вака сега. Ова е од пред 2 дена. G20 самитот кој што моментално се одржува во Индија, ова го обработив на видеото денеска, но во случај некој да не го гледа видеото, значи моментално во Бенгалор се одржува овој состанок на G20, тоа се 19 најголеми економии во светот заедно со Европа како Европска унија фактички, кои што велат вака: ќе направат заедничка политика која што ќе им помогне да имаат усогласена регулатива во однос на целиот крипто сектор. Зошто вие би правеле регулатива доколку не треба да веруваме во крипто? Кажете ми, ја се обидам да разберам. Значи, они ви кажуваат дека не треба да верувате во крипто и дека криптото е мртво и дека криптото е 460 пати го прогласиле за мртво, ама во исто време се спремаат да прават регулатива. Кој прави регулатива за нешто што не постои или што нема да постои? После, во исто време, Ел Салвадор, претходното лето, ако некој ги следа ситуациите, доби закана од Меѓународната банка за помирување. Значи, ова е Меѓународна банка на меѓународните банки, во превод. Ова е банката која што ги помирува сметките помеѓу централните банки. Значи, таа е таа преку која што фактички се прават најголемите трансакции. Вели вака: у летото 2021 година истата таа банка му се закани заедно со Меѓународниот монетарен фонд на Ел Салвадор дека доколку го превзема тоа да стават биткоин да биде legal tender, нема да добие веќе никаква помош, дека ќе биде оставен сам на себе си. За сега да се смени целата политика и пред само неколку денови, значи извинете, пред 19 часа, одобрени се 2% од буџетот на секоја држава да бидат во крипто. Значи зборуваме за централните банки сега, не за владата. Значи централните банки, оној главен, да речам, обрт на пари кои што го имаат, затоа што Централната банка не држи само домашна валута, они држат и странски валути, во однос на тоа што, да речеме, секогаш држат долари, затоа што доларот е светска валута за размена, мора да држат. Така да во случајов наеднаш се променува целата политика од никој не смее и ќе ви ставиме забрани, во ај 2% од буџетов нека ви биде во крипто. Официјален податок, може да го проверите дали е така или не. Следно, кој ви прави вас? Значи, зошто го кажам ова? Многу пати луѓе ми се бунат, ама тоа било само меседжинг систем. Значи, да се разбереме на работа.
Во ред, да, SWIFT представува месечен систем, тоа се управо. Но следниот месечен систем кој што моментално се спрема, не знам зашто, не е битно. Следниот месечен систем кој што се спрема е ISO 20022. Нема да дробам многу, само ќе ви го покажам ова. Значи, каде е битниот дел за криптовалутите? Ја зашто постојано ви кажувам? Со новиот стандард ISO 20022 или ISIN се нарекува, тоа е уствари стандард во еден од овие поназад, затоа што ова се броеви, значи ова се групи на стандарди. ISIN представува, значи тоа е стандард за име на хартија од вредност, обврзници, значи сите тие да имаат тикер. Тикер е она име по кое што ние фактички ги наоѓаме овде. Значи SPY, NDQ, тоа се тикери. Така, со тоа што моментално тикерите кои што ги имаме, како што се ETH, ADA, DOT, XRP, тоа не се тикери по светските стандардизирани ISO, не знам кој беше поред таму, кои што се нарекуваат ISIN. Проверете, ќе видите. Значи тоа е уствари посебен стандард по кој што се даваат соодветни тикери на нови компании, хартии од вредност и слично. Со ISO 20022 ќе се воведе ова правило и за криптовалутите. И сите кои што ќе бидат во согласно со ISO 20022 ќе добијат тикер, како што е XBT за биткоин, например. Така, значи сите оние кои што ќе бидат во согласно со овој нов систем ќе добијат тикер, но зошто е битен тикерот? Тикерот е само официјално признание дека сега ќе може да бидете запишани на NASDAQ, ќе може да бидете запишани на Њујоршката, на Чикашката берза, на Сингапур берзата, на берзата во Хонг Конг, каде што по тој тикер сите знаат што се тргува и ќе може директно да тргувате со самото добро, односно со самиот криптокоин. Така да тоа е работата со ISO 20022. Зошто они би го воведувале ISO 2002 до 2025 година, ако криптото нема да постои? Следно, доколку крипто беше толку небитно или непотребно, зошто тогаш Обединетите нации ја користат Stellar мрежата за да праќаат USDC вакво стейблкоини на украинци надвор од Украина со цел да им помогнат? Нели не е добро крипто? Нели не е прифатено? Наеднаш Обединетите нации, една од најголемите меѓународни организации, ја користи Stellar мрежата за да прати помош до украинците кои што не се наоѓаат веќе во Украина. Значи, од каде ви е идејава дека нема да постои крипто? Не може да разберам. После толку докази, гледате што прават. Значи, зошто би го направило ово? Зошто? Зошто 2%? Кажете ми. Ако не планираат да постои. И како најблиску до нас, пак ќе напоменам, Мика. Зошто Европската унија се спрема да има законодавство, унитарно законодавство на целата Европска унија, доколку овој сектор нема да постои? Не разбирам. Значи, тоа е причината. Они се спремаат, а не ви го кажуваат тоа. Значи, вие гледате негде на вести за Мика, некој ви кажал? Сте виделе негде? Ова, ако го бараш, треба да знаеш точно што бараш, иначе нема ни да го најдеш. И за крај, само да кажем на тие што немаат верба во крипто, значи пак ќе кажем ја. Ризик постои дека криптото можеби нема да постои. Значи, можеби ќе најдат држави начин како да го зезнат. Тоа нема муавет, секогаш постои такво нешто. Ама, ризик постои во се. Во исто време, значи оние валути во кои што вие толку многу верувате како ова зелено парче тоалетна хартија, значи само да ви покажам зошто го ставив ова, сега да ви кажам на тие што не знаат што е. Од 1913 година до 2019 година една $100 банкнота од $100. Во тоа време вредела $100 и вие сте можеле да купите стока во вредност од $100. Ако ја споредите стоката што сте можеле да купите во 1913 година, сега таа стока би било само $1. Значи вие имате 99, нешто проценти инфлација на доларната вредност во превод. И губење на куповна моќ. Така тоа е инфлацијата. Значи инфлацијата значи дека цените растат и на тој начин вредноста на вашите пари се намалува. И ќе го напоменам ова што и претходно ви го кажав. Ако се сеќавате кога сте биле деца, значи јас сигурен сум дека ова го знаете многу добро како и јас. За $1000 во маркет мојата фамилија успеваше да наполни цела количка, зборувам супермаркет количка со јадење и тоа на рјад да купи дури и за нели оноа голема гајба зејтин, шекер, не знам чула. Така. Сега со $1000 не може да купите лепи кашкавал. Значи тоа е вредноста на вашите валути и сега мене ми викате ама постои ризик. Да. А каде е вашиот ризик? Вие сте го пресметнале ли? Значи вие да ги чувате парите во банка, ваша од година на година инфлацијата ви ги јаде парите многу повеќе отколку што може да ги соберете. Во 1945 година еден да работи во фамилијата имал доволно пари да направи куќа на 2 спрата, да ја рани целата фамилија да ги прати децата на школување. Сега ако работи еден во фамилијата, нема да може сметките да си ги платите. Тоа е разликата во обемот на економска моќ после Втората светска војна, кој што нели тогаш имало бум, и
валутите сами по себе вределе многу повеќе и денешната ситуација во која што морате и детето што не ви е уште 18 години да го пратите да биде негде келнер, за да може да врзете крај со крај. И само уште еднаш за сите оние slam dunk, 3-point баскет. Значи, у последните 10 години ако сте вложиле $100, значи од почетокот на овие 10 години наназад, ако сте вложиле $100 во најголемите корпорации во светот кои што направиле бум, Alibaba, Walmart, Johnson & Johnson, Facebook, JP Morgan, Microsoft, Visa, Apple, Amazon, сите. Значи од $100 вие би добиле кореспондентно 208 до највеќе $3,300 во Amazon доколку сте вложиле. А доколку сте вложиле во биткоин, ќе сте добиле 9,2 милиони. Мислам дека повеќе од ова нема потреба да разговараме, затоа што во последните 10 години не постои ниту едно средство на светов, освен можеби дрогата, што направила поголем профит на светско ниво и која што се покажала како добар хедж фонд, односно да може да го задржите вашиот капитал. Ја мислам дека повеќе од ова, што да ви кажам друго. Па ја ќе ризикувам и понатаму, еви да не успеам тие пари мене не ми се битни, можам и да ги оставам и да ги пропаднат, ама поголем ризик има да ја пропуштам заработувачката која што е можна, во спротивно да чувам во евра кои што имаат двоцифрена инфлација на годишно ниво. Па сега на вас останува ако вие треба да одлучите кој ризик е прифатлив за вас, значи нели? Ја ги разбирам зашто така кажуваат, знаеш, до која ќе постои криптото и све ова. Значи јас пак ќе кажам нешто што држи вода, значи самата човечка психологија секогаш е прво научена да ги чуе негативните вести, па после ја пројде на позитивните. Значи прво секогаш така не тренираат од мали деца од школа. Прво да гледаме на негативно, па тек после ако нешто остане на позитивно. Значи самата психологија така функционира и они за жал ги занемаруваат овие поенти што им ги кажуваме и мислат тоа што сакаат големите играчи да мислат. Значи ние ако ви кажуваме сега акумулирајте или има крв на маркетот, као што вика Рокфелер и Ротшилд, не значи дека сме евреи као ни. Значи само ви кажуваме од аспект на микроинвестирање како најдобро да се позиционирате во денешнава ситуација. Ако тоа е исто како Ротшилд и Рокфелер, не значи дека ние сме исти ко нив. Значи многу добри поенти направи тука со Мика и со стандардот и со свето. Значи они го носат криптото до вашата врата, колку и вие да не сакате или да сакате. Они ќе го донесат, утре ќе морате да отидете да ги смените, да го смените кешот за да го гледате на екран во виртуелна валута. Тоа е тоа. Значи како да објаснам, еве, ако ги земеме 500 најуспешни компании, нели S&P 500 од пред 100 години, само не JP Morgan, туку General Motors. Само General Motors во 100 години успеала да опстане. Во 100 години. Чи што ви кажува тоа? Како да кажам, значи Еве ја ти кажам одма, еве вака. Значи ова се, пази, исто меме е постојано, значи постојано исто меме, така? И постојано се случува истата ситуација, значи поедноставно не може да биде кажано. Значи од 2018 година кога биткоин бил 3100, никој не сака да купи, ама во 2021 кога стасува 70 сите се редат. Иста ситуација и сега. Сега ова беше до пред некој време кога беше 33, сега е многу помалку, но истата ситуација до сега е 3 bear маркета, во кој што ја две сум го гледал тоа со своји очи. Бе сега испод 20.000 они продаваат бе човече. Која е логиката? Не разбирам, ние веќе си во загуба, нема логика, значи веќе си во загуба, ти значи има една стара трейдерска вика седур не кликнеш сел, не си во загуба. Тоа е тоа, значи impermanent loss. Значи фактички вие ги држите коините. Работата е кога ќе ги продадете, дали ќе бидете во профит или во загуба, значи вие коините ги држите. Вашето портфолио е тоа. Сега пак ќе кажам, за оние кои што мислат дека брзо ќе се збогатат со крипто, се на погрешно место. За оние кои што мислат дека може да инвестираат во нешто што потенцијално има, како што може да видиме од целиот свет потенцијал, тогаш е на правилно место. И пак ќе кажам, направете си сопствена математичка задача, ризикот да го промашите следниот финансиски еволуционен чекор и ризикот и понатаму да држите во заостанатиот скоро анулиран финансиски систем кој што вие да сакате и да не сакате ќе ви биде одземен. Значи за неколку години ќе ви кажат, еве ви кажувам буквално вака ќе биде.
до тој датум целиот кеш да биде депониран во банка, ќе ви биде даден на сметка и завршивме со кешот. Тоа е тоа. Значи послушајте, ќе видите. CBDC моментално на цело ниво, значи има тракер на CBDC, затоа што многу од вас на пример не сакаат тоа. Се мислат дека ова е се уште некоја фан фикшн. Значи само да ви покажеме, мислам дека ова беше. Има страна, не, ова е за Мурика, не е битно. Ево. Значи тракер. Значи вова ќе си го земете и да си го имате од време на време, си го погледнувате, затоа што на странава може да видите точно која држава во кој степен од развој на CBDC се наоѓа. Дали вие гледате, сега со исклучок на оваа атомска дупка овдека, дали вие гледате друга држава да не е во барем некој степен на развој. Значи еве ги боите овдека. Имате некои што успеале да лансираат, имате 17 овие зелени кои што се во пилот фаза, development, односно се во изработка. Значи ова не е research, туку е изработка. И американците ќе ви кажуваат дека моментално се уште одлучуваат, они се во development, тоа значи дека веќе изработуваат CBDC проект. Имате 39 во research и имате некои, да речеме, овие што се сиромашни што не може да ги почнат. Значи она што сакам да ви кажеме, гледајте ги земјите кои што развиваат CBDC. Кешот нема да постои, вие ќе бидете бутнати во следниот финансиски систем или наклоци, или сами ќе влезете, останува на вас. Значи вие треба да се одлучите. Така, одлична поента, еве за крај, значи секогаш мора да правите менаџмент на ризик. И јас пак ќе кажам, едно е фундаментот, друго е трейдингот. Значи аналитичката, значи фундаменталната анализа и техничката анализа не идат конкретно ако ги ставиме на кантер заедно. Едново е short term, другово е long term. Ќе шернам таа слика повторно да кажам. Значи мора да бидете спремни да ги изгубите средствата што ги тргувате, односно што сте ги вложиле. Тоа е тој ризик. Јас затоа кажувам, долар cost average-от секогаш ќе функционира. Немате што да изгубите на некој начин. Убаво кажа со поентата, или ќе го испуштите технолошкиот развој, или ќе ви ги земат парите. Трето нема. Значи, по-јасно од тоа не знам како да објаснам. Затоа мора да верувате во блокчейн технологијата и затоа направив таа компарација, значи со S&P 500-от. Во 100 години само JP Morgan успеал. Значи, оние компании, приватни банки се, значи, и дури и поединци што нема да се пренасочат кон блокчейн технологијата ќе пропаднат у следниве. Ја би кажал и помалку од 100 години, 20 години би рекол. Затоа и ги носат овие регулативи, затоа и се прават. Значи убаво ти кажи, имаше одлична исто така поента кај што рече не ги слушајте што зборат, гледајте ги што прават. Тоа е тоа. Значи затоа ги правиме овие работи, за да ви ги дадеме информациите многу полесно достапни до вас. И ќе продолжиме и понатаму да го правиме ова. Само извини, имавме уште две прашања на кои што не успеавме да одговориме. Првото е околу BEP20 и ERC20. Значи, јас според тоа што разговаравме, сега јас например ќе дадам моето мислење. Значи, во однос на тоа доколку пропадне одредена мрежа, односно да речеме пропадне самиот систем кој што одржува таа мрежа. Например, во случајов има реална шанса да се случи тоа со BEP20, односно тоа е системот кој што го одржува моментално Binance, нодовите, со тоа што доколку се случи ситуација во која што например Binance како менувачница би пропаднал. Голема е веројатноста дека ќе се случи и нодовите да се откажат од понатамошна работа, со тоа што ќе дојде до дестабилизација комплетна на мрежата и ако немате нодови кои што ги запишуваат понатаму трансакциите, автоматски таа мрежа е мртва. Сега, тоа значи дека ако вие имате BNB, а самата BEP20 пропадне, очигледно дека и BNB ќе пропадне. Тоа исто како Terra Luna, значи гледате и сами, така. Кога проектот пропаѓа комплетно, пропаѓа и неговата цена, пропаѓа и самиот коин кој што моментално сте го имале. Во спротивно на тоа, јас верувам дека истото се случува и со оние wrapped коини кои што ги имате во превод. Да речеме дека вие сте одлучиле да направите wrap на Ethereum на BEP20 мрежата, со тоа што вие го депонирате на таа мрежа, таму е заклучен, а вас ви даваат Ethereum кој што го имате на BEP20 мрежата. Тоа е фактички она промена од пул во пул, каде што се заклучуваат средства со цел да имате одреден коин или токен на друга мрежа. Ја верувам дека и во оваа ситуација ќе се случи истото, затоа што вие да го имате на волет кој што не е на пример директно поврзан со оваа мрежа. Таа мрежа не поседува ниту мајнери, ниту
нодови кои што би можеле да запишат вашата транзакција за да го префрлите назад. Затоа верувам дека ако тоа се случи, дури оние рад кои што ќе ги имате токени, ќе пропаднат. Тоа не значи дека сега ви треба да се исплашите и готово, тоа е тоа, не сакам да слушам за крипто. Значи за да се случи да пропадне ERC-20 мрежата, верувајте ми, тоа или имало некоја нуклеарна војна или пак слетале во земјани. Ја не гледам друга причина зашто ERC-20 мрежата би пропаднала. Па истото можам да го кажам и за BEP20. Јас, значи, пак ќе речам, прашањето е на место ако се однесува за мрежата, така е, скроз како што кажа, значи во потполно се слагам, но тука имаме момент за кај ексченџот. Пример, јас верувам ако пропадне некој ексченџ што е доминантно благонаклонет према Ethereum или во конкретно со BEP20 стандардот во конкретно со Binance, значи ако пропадне ексченџот, јас сум сигурен дека тука ќе се активираат некои контролни, односно корективни механизми, каде што они ќе овозможат барем да функционираат, што викаш, валидаторите или нешто да може, значи самиот пример Trust Wallet како Cold Wallet или тоест ко Hot Wallet, се извинувам, да функционира. А што е случајот со Cold Walletите? Тука има голема разлика, значи ти и да имаш пример некој коин на BEP20 во конкретниот случај, сигурно ако пропадне Binance, ќе постои некој трет ексченџ каде што ти ќе можеш да ги депонираш од Cold на Hot, односно на самиот wallet на ексченџот или white wallet, како и да беше, небитно, и ќе можеш да ги продадеш. Значи секогаш ќе има момент каде што ти од Cold можеш да преидеш на ексченџ. Значи тука малце ми е нејасно прашањево, али мислам дека го одговоривме добро. Значи... Да, пропаѓање на менувачица не менува ништо. Значи заборавете го тоа. У оваа ситуација пропаѓањето на менувачица го земам само како пример за тоа што Binance е поврзана со целата Binance мрежа. Значи тоа е еден целосен сегмент. Но ако пропадне на пример, ајде прост пример да речам OKX кој што нема свој токен, мислам дека нема, не сум сигурен, ама како и да е, да речеме нема, така. Значи ако нема свој токен и немате ништо на него, пропаѓањето на ваква менувачица не менува ништо за оние криптовалути кои што имаат сопствена мрежа, а вие ги држите токените на таа мрежа. Сега не сум сигурен, како пример го земав Trust Wallet, но сметам дека пак ќе дадам некој сценарио можно, нели, ова не го посакуваме да се случи, но ако би се случило, значи пропаѓа Binance, така? Сега Trust Wallet сигурно има своји валидатори каде што и понатаму ќе можат да ги валидираат транзакциите на BEP20 стандардот и вие да ги поместите коините од точка А до точка Б. Значи мислам дека ги имам анализирано овие работи и дека е во можност тоа. Но и да не е во можност, сигурно ќе се активираат некои контролни, пак ќе кажам, механизми каде што ќе ви овозможат. Сигурно нема у 24 сати џабу и све да отиде. А проблемот е што тоа и би се случило, искрено да ти кажам право, според моје мислење. Terra Luna е прост пример за тоа. Да, Binance-от нема пек никаков. Има само свој коин и валидаторите пак се одвоени од Binance коинот, ме разбираш? Што сакам да кажам? Да. Така да, сметам дека... Стварно немам соодветни програмски познавања и затоа, например, може не е лоша идеја да предложиме на заедницава, ако некој има соодветни сознанија и ние би сакале да знаеме, запишете во коментар. Нормално ние следиме на моето видео или на објавата во Криптовалути Македонија. Верувам дека ќе биде многу и посоодветно ако некој знае подобро од нас. Само уште ова го додам. За BEP20 стандардот сум сигурен дека е така. Дека е така како што реков, дека ако се случи ексченџ да крашне, ќе можете да вршите поместување од точка А до точка Б, односно трансфери, што ми дава до знање дека и со BEP20 стандардот е исто така. Некаде имав прочитано одредена дебата, дали беше на Reddit или на сами Q&A сесија на Trust Wallet, каде што го објаснува ова дека во случај да пропадне Binance, Trust Wallet и понатаму му би дозволувал вакви трансфери и затоа го споменат тоа. Но сепак не сме 100% сигурни, така да, убаво кажа, би биле
би биле задоволни ако некој ни се приклучи у дебата. Да, слободно, значи заедницата буквално тоа беше она што постојано разговараме, значи не е ова лекција па вие треба да седите да не слушате нормално, секој може активно да се вклучи, на пример со оставање на коментар, понатаму ќе гледаме да организираме и лайв стримови, но сега за сега слободно, значи кога имате спротивно мислење на нас или кога имате нешто да не поправите, оставајте го коментар, тоа е идејата на заедницата, така многу подобро ќе се изградиме. И уште последно, еве само по една реченица да кажеме, вака, значи, најлошо сценарио за биткоин, јас не гледам ни по точка разумна дека биткоин нема да го победи својот претходен all-time high, искрено, со оглед на фактот дека претходниот bull market, после месијата Елон Маск што успеа да го прекине у средина, значи, достигна многу мала вредност. И со оглед на тоа, гледајте ги вестиве моментално кои што излегуваат во МОА. Значи, ова се вести за следниот bull market. Покрај вакви вести, ја не можам да разберам како би можеле вие да не очекувате дека биткоин ќе има подобри денови. Јас стварно не можам да разберам. Сега повторно, ризикот секогаш е таму. Никогаш не можеш да знаеш што носи утре. Економијата е доста непредвидлива работа, колку и да се трудите, така да на крајот од денот секогаш постои таа мала шанса тоа да се случи. Но јас искрено верувам дека тоа има многу миниатурна шанса да се случи и дека ќе имаме буквално стандарден bull market 2024-2025 година, така да ова 4-5 илјади мене ми е многу недостижно. Така се слагам, значи комплетно. Мислам дека и напоменав во одреден сегмент на видео, дадов една своја анализа и претходно го споменувам тоа, значи тешко очекувам дека испод 10.000 ќе дојде, пошто ако ги гледаме и историски и во контекст на пократок рок и на подолг рок, значи ние сме на самото дно веќе. Значи дното горе-доле е достигнато. Дали ќе биде за 1000-2000 погоре или подоле, значи ние сме на самото дно и веќе во секој момент треба да се придвижиме нагоре и да почне таа одскочна даска што ја викам, што ќе ни го донесе следниот bull market. И да не се лажеме, значи секогаш било така. Кои се шансите, Антонио многу пати го анализирал тоа, да не се случи пак. Ако се случило 4 пати и 5 пати ќе се случи. Ама алгоритам е. Разликата е така е. Да постојано они очекуваат, значи гледај се, да очекуваш дека компанија ќе има постојано точен раст е една работа. Ама да очекуваш дека компјутеров ќе се работаа постојано исто како што работело до сега е сосема друга работа. Така да јас не гледам тука. Јас уште една поента ќе додам тука, еве, може да видите кога ќе отидете за последен пат да го шернам скринот и се одјавуваме пошто сум веќе на самиот екран. Еве, значи кога ќе видите тука во ранкинг на криптовалутите. Значи може да видите дека Етериум и Биткоин најмалце претрпеле пат во целиот овој фат. Мислам дека боле аргумент од тоа нема, еве, да не скролам надоле, ќе си видите сами. Значи сите се према 20% во корекција, дури некои многу повеќе, а Биткоин и Етериумот се околу 2% во последните 24 часа, еве во 7 дена Биткоинот не е ни 3%, Етериумот не е ни 8%. Значи што повеќе од ова, не знам. Како другаче го објаснам ова? Тоа е таа стабилност. Големи маркет капови носат голема стабилност. Колку е поголем маркет капот, толку помали се падовите кога имаме таков тип на, да речам, проблем кој што се случува. Можеме тука, ја мислам да завршиме. Кратко ни е еден ден. Значи вака, јас се надам дека уште еднаш ви се допадна нашата соработка. Јас исклучувано сум, значи, екстра задоволен од тоа како соработуваме. Посебно со оглед на фактот дека и јас, да речеме дека е во една сесија на пинг-понг, каде што може да добиеш размена на мислења и затоа на пример многу ми се допаѓа кога има втор глас на мојот канал, каде што ќе можам нели да го споредам тоа што јас го знам, оти многу е подобро кога и друг ќе ти даде мислење во однос на тоа што разговараш, да ти даде друга перспектива на одреден проблем. Така да ќе се надевам дека ќе продолжи понатаму оваа соработка, јас не гледам причина зошто не. Уште еднаш ти благодарам, Никола, за гостувањето во нашата емисија, да речеме емисија. Благодарности до тебе и до сите гледачи. Останете на каналот на Крипто Гемиџија. Поздрав од мене до сите криптоентузијасти. Ке се дружиме се почесто и почесто. Тука завршуваме нашата емисија Друштво. Како што може да видите, скоро секоја недела гледаме да го направиме ова да биде неделна традиција, негде околу викендот, да. Така да ќе го направиме истото и во следната недела, ќе направиме пол.
овој пол ќе може да го најдете, јас ќе го замолам Никола ако не е проблем да го пинува, со цел да не мора луѓето да скролаат надоле за да можеме многу поедноставно да го најдат, затоа што има доста содржини во самата група, така да од сега кога ќе го пообјавуваме овој пол, слободно ние ќе ви дадеме да речеме некој предлог, тоа не значи дека ќе биде исклучиво темите за кои што ќе разговараме, вие поставете прашање, ние ќе гледаме да поразговараме на таа тема, така да ви благодарам уште еднаш како и секогаш. Се гледаме во следното видео и имајте добар ден од Криптовалути Македонија и од Криптогемиџија. Поздрав, пиз.